Американскиот председател Доналд Трамп во мај реши да го напушти нуклеарниот договор и да ги врати економските санкции врз Иран, вклучувајќи ги оние кои ги принудуваат големите нафтени корисници да престанат да купуваат иранска сурова нафта. Во соопштението по состанокот на Британија, Кина, Франција, Германија, Русија и Иран е соопштено дека тие се решени да развијат механизми за плаќање за да продолжат со трговијата со Иран и покрај скептицизмот на многу дипломати дека тоа воопшто ќе биде можно. Неколку европски дипломати изјавија дека идејата е да се создаде систем сличен на оној што го користел Советскиот сојуз за време на студената војна, односно за безготовинска размена на иранска нафта за европски стоки. Идејата е да се заобиколат американските санкции кои треба да се обноват во ноември, според кој Вашингтон може да блокира од американскиот финансиски систем која било банка што посредува во некоја нафтена трансакција со Иран. The participants welcomed practical proposals to maintain and develop payment channels, notably the initiative to establish a special purpose vehicle to facilitate payments related to Iran's exports, including oil and imports, which will assist and reassure economic operators pursuing legitimate business with Iran. Сепак многумина дипломати и аналитичари се скептични дека таквиот систем може да ги спречи американските санкции со оглед на тоа што Вашингтон би можело да ги измени своите закони за да ги забрани таквите трансакции на размена. Иранскиот председател Хасан Рохани пак изјави дека Соединетите држави немаат способност да го запрат извозот на нафтата. Најавеното враќање на санкциите придонесе за пад на вредноста на иранската валута. Риалот годинава загуби околу 2/3 од вредноста, забележувајќи рекордно ниско ниво во однос на американскиот долар.